Во време на криза, цените на основните прехранбени продукти порасна од 3 до дури 13%. Покачување има кај сите продукти кои секојдневно се наоѓаат на трапезите на жителите од регионот. Има покачување, нема во 3 динари има повеќе покачување. То за ектино повеќе да речеме, али за лево мислам, секој се леп носат. А за млеко, месо? Има. Па овошите и зенчукот има. Има покачување, има ти од 70 на 120 денари ти качено, мислам, модено. Другите работи се покачени, а за месото мислам дека и оно покачено. Оно што граѓаните го чувствуваат секојдневно на своја кожа, статистика го пресметала прецизно. Според последните податоци, во проценти покачувањето на прехранбените продукти изгледа вака: млеко, сирењето и јајцата 2,8, месо 4,3, лепи жита 4,4, овошје 8,1 и масло 12,8%. Драстично покачените цени на храната ги избунија сите, бидејќи доаѓаат во време кога поради коронавирусот и последиците од него, владата донесе уредба за замрзнување на цените. Тогаш прашањето е како е возможно вакво покачување? Евидентираното покачување е резултат на одлуките на некои големи маркети и кванташки пазари самоволно да ги покачат цените. Поради непочитување на владината уредба, истите се казнети со глоби од 5 до 15.000 евра. Информираат од Државниот пазарен инспекторат. Во април намалување на цената има само кај зеленчекот и тоа за речиси 15%. Најголемо поевтинување се забележува кај течните горива, чија цена во април годинава била за речиси 32% пониска во однос на истиот месец лани.